Јас сега да им посакам добро утро на Сузе и на незиниот, односно нашиот гостин. Тоа е доктор Костов од Систина, неврохирург. Добро ви утро и на двајцата. Добро утро, Искра. Суза, јас и ти ќе се видиме, подоцна морам прво да го прашам докторот, иако ви имате сосема друга тема на која што ќе зборувате, јас морам да прашам со она што е најактуелно деновиве за кое што сите најмногу зборуваме и со гледачите и приватно, тоа е ова аерозагадување, можам да кажам отровниот воздух што го дишиме. Како да си помогнеме, докторе? Па реално многу тешко. Или треба да избегаме некаде во планина се трнеме, или да седиме дома со уклучени оние прочистувачи на воздух. Друго решение јас не гледам. Да чекаме дожд, ветер, толку можеме за сега. Да. Да се помолим. Има племињата африкански како што се молат за дожд, можеби таков неки ритуал треба и ние да... Танц за ветер. Така, да. Сузе, повелете. Ти благодарам, Искра. За жал, поразителна е целата таа тема за која што со години на нас за ТВ вака само дофрлуваме, сите само констатираме, но никако немаме позитивни ефекти. Секоја наредна зима се гушиме и се давиме и за жал тивко умираме. Официјално и добре дојде и од мене, доктор Костов. Благодарам. Имаме една тема која што воопшто не е среќна тема, да речеме, и во здравството, и многу малку диагнози се тие кои што секогаш завршуваат, да речеме, со среќен крај, но за волја на вистината, со современата технологија и со сите оние апарати кои што ги располагате во Ачибадем Систина, според вашите истражувања до сегашни искуства, дури 99% од туморите на мозокот можат да се најголем дел од нив и се лекуваат. Да се лекуваат. И доста добар дел од нив може да се излекуваат. Така. Тумори на мозок ни е денешната тема, драги наши. Верувам дека можеби не во потесното семејство, ама во поширокото сигурно сте имале некој ваш близок кој што се борел со оваа диагноза, така да еве за почеток ајде малку пошироко што представуваат туморите на мозок и какви видови постојат? Туморите на мозок представуваат експанзивни процеси кои се наоѓаат во големиот, во малиот или пак во орбитниот мозок. Може да бидат по потекло да се делат на два типа, односно тумори кои се примарни и потекнуваат од самиот мозок, од самите клетки на мозокот, или тумори кои што се дојдени во мозокот. Тоа се оние тумори кои ги нарекуваме метастази и вообичаено се со потекло од белите дробови, од дебелото црево, а кај женската популација и од дојките. Така да тоа е една груба поделба, генерално се може да бидат и малигни и бенигни. Не значи дека кој малигни тумор дека нужно завршува лошо, некои од нив може да се третираат со години и пациентите да бидат во добра и работоспособна ситуација ни за години, додека пак бенигните тумори, бидејќи во денешно време, како што вие спомнавте, заради современата диагностика многу брзо се диагностицираат, многу често завршуваат и со комплетно излекување. Така. Тоа е од прилика, За жал и децата не се поштедени од ваквите болести. За жал децата не се поштедени од овие болести и мозочните тумори се, ми се чини, второ или трет причинител на сите тумори кои што се јавуваат во детска возраст. Што велат статистиките? Она што е карактеристично за туморите кај децата е дека најголем дел од нив се појавуваат во малиот мозок, кој што филогенетски, односно по потекло, е поедноставен од големиот мозок, така да и можноста за нивно целосно излекување е поголема. Тоа е, да речеме, добра работа, додека пак кај возрастната популација најчесто се појавуваат помеѓу 6-та и 7-та деценија од животот. Бенигните тумори се почести кај жените, додека пак во малигните тумори може да кажеме дека распореденоста, дистрибуцијата според полот е подеднаква. Така. Што значи примарен тумор и секундарен тумор? Да, примерен тумор е оној тумор кој што потекнува од клетките на самиот мозок. Да, тие тумори се најчесто инфилтративни, навлегуваат во мозокот и многу често може да бидат и малигни. Секундарни тумори се оние кои се дојдени од друго место, како што рековме на почетокот, меѓутоа постојат една цела група на бенигни тумори кои што потекнуваат од мозочните обвивки, една од мозочните обвивки, 3 се на број од средната, и тие се можеби најмногу бројните од сите тумори, а за разлика од сите овие други може да бидат целосно да се лекуваат. Тука подразбира не само брза диагностика и современа, хируршки третман, потоа имаме и дополнителни апарати со кои што ги третираме тој така наречен гама нож. Да знаат гледачите, тоа не е воопшто нож, него е серија на зрачења, кобалтови зраци.
Значи тој ни стои на располагање и сите тие работи заедно може да доведат до целосен опоравок. Така, што велат студиите? Кои би биле причините за појавување на ваквите тумори? Има една дискусија во научната неврохируршка и онколошка јавност, каде што вели се во дискусијата како шега малку, која што вели дека наредните неколку Нобелови награди лежат токму во тие откритија. Генетиката е доста важен фактор, а начинот на живот, особено изложеноста на стрес, она што пред го спомнавме со вашата колешка, загадувањето, пушењето, конзумирањето на алкохол, сите тие се работи кои што негативно влијаат и ја зголемуваат процентуалната можност да такво нешто, односно тумор на мозокот се појави кај некоја личност. Да, значи стрес, забрането, искра, ќе ставам пред телевизија еден голем знак. Помогни ми те молам. Забрането секирање, забранет стрес. Тешко. Да, тоа е она што навистина најтешко ни оди, нели да го елиминираме и воздухот се разбира. Мислам дека е подоцна за тоа ќе зборуваш со твојата следна гостинка за стресот, да. Да, токму така. Кажете ни кои се симптомите кои што би можеле еве вака да не замислат и да не принудат да помислиме дека можеби имаме таков проблем? Одлично прашање. Многу чест симптом е главоболка. Меѓутоа главоболката никогаш не оди сама како симптом за појава на тумор. Значи секој од нас искусува катадневно, сите на боли глава секој ден. И сите си наоѓаме да, причина од времето ме боли, метеопат сум. Се споја притисоците, да, не сум наспана. Не сум наспан, нервозен сум и така натаму. Меѓутоа главоболката изолирано не може да биде главен, доминантен симптом. Најчесто е придружена од слабост на едната страна, односно на левата и десната рака или нога, или рака и нога. Некога се манифестираат со епилептичен напад, некога се манифестираат со отежнато одање, односно крив од атаксија, вртоглавици, повраќања и биден симптом кој што многу често може да диференцира дали треба да се продолжи понатаму со диагностика е типот на повраќањата. Некога се тие, најчесто тие кај тумори се утрински и упорни во млазови одат. Така да се типични за нив и тие пациенти предпочитаме да по брза постапка продолжат понатаму со радиолошки пред се, невролошки преглед и потоа и радиолошки исследувања, компјутерска томографија и магнетна резонанца на мозокот со контрасни средства. Значи задолжителна е компјутерска томографија за да се открие дали вистински се работи. Компјутерска томографија е скрининг веќе во денешно време, не е тоа никаква диагностика, значи во секое помало место имаме достап на компјутерска томографија и доколку се сомневаме дека постои нешто такво, прво се оди на компјутерска томографија за да тој скрининг се помине. Доколку има потреба, другиве пациенти кои што имаат за жал наод, одат понатаму на магнетна резонанца на мозокот. Споменавме дека вие во Аџибадем Систина на вистина би рекла и пациентите имаат среќа што сите овие испитувања кои сега ги споменавте одат многу брзо, без чекање. Така е, тие се прават во истиот ден кога се потребни. Апаратурата која што стои на располагање е реално може да се каже последен крик на технологија и компјутерската томографија и магнетните резонанци, така да диагнозата ја поставуваме истиот ден, дури кога ќе тоа се направи веднаш ако има потреба од хируршки третман, истиот се спроведува тој или наредниот ден по соодветните анестезиолошки подготовки во соработка со нашите колеги од анестезија. Доктор Костов, која возрастна група е најмногу погодена или кои се критичните години за добивање тумор на мозокот? Најчести се 6-та и 7-та деценија. Да. Вообичаено оние што ќе поминат 18 години најчесто нема да добијат тумор на мозок, бидејќи тоа ќе доживеат една убава длабока старост, се работи за здрав организам, додека претходно организмот е веројатно посилен и поотпорен на сите овие влијанија што претходно ги наведовме, така да 6-та и 7-та деценија се некако најфреквентни за појава на овие несакани работи. Да. Дали ова диагноза повеќе е наклонета кон жените или кон мажите? Па, во принцип, малигните тумори не може, мислам, да се направи груба поделба според пол, додека за бенигните знаеме, оние што потекнуваат од мозочната обвивка од менингите на мозокот, дека доминантно, дури во сооднос 2:1, од 3, 2 се кај жени, еден е кај мажи. Така, може ли да се превенира туморот на мозокот? Може да се превенираат секундарните тумори на мозокот, тие што ги нарекуваме метастатски промени. Како? Со тоа што ќе го превенираме појавата на канцер на бели дробови, канцер на дебело црево, значи
превенирајќи ги сите останати малигни болести, може да превенираме појава на секундарни тумори, на кои што отпаѓа од ми се чини околу 40 до 50%. Така да една половина од туморите може да се превенираат. Така. Имаат ли посебен начин на живот кој што го препорачувате, бидејќи кога човек ќе се стави пред еден таков огромен здравствен предизвик и луѓето во првите моменти на шокова состојба се подготвени се да променат во својот живот, од исхрана до лајфстайл, до комплетно се. Колку сме доследни во тоа? Кратко не држи. За жал. Да, така да вообичаено имаме добри резултати со луѓе кои што нутриционистички влијаат понатаму на своите животи, луѓе кои што физички стануваат поактивни во рамки на своите можности, меѓутоа мислам дека сите знаеме дека сме популација кај што секој чудо за триде. Така, како неврохирург, какви се вашите искуства од како се појавија еве вака приватни болници во кои што на вистина нивото на пристап кај секој еден пациент кој што доаѓа таму, без разлика дали е неговиот проблем мал или голем, дали доаѓа чисто за контрола или доаѓа за некоја друга причина, сменете ли се животните навики кај нашата популација? Каде сме ние македонците во поглед на тоа да навистина си ги запазуваат годишните термини, кога последен пат направиле преглед, кога направиле последен пат крвна слика? Тука можем да направам поделба според возраста. Значи, ајде да не е кој не слуша, знаеме, меѓутоа за среќа доаѓа една цела нова популација кои што се до 30 или околу 30-та година од својот живот, кои што се бават со многу интересни професии, како што се програмирање, кои што работат од дома, работат за странство од дома, и тоа се ни сериозни млади луѓе кои што здравието и well-beingот го ставаат пред се. Така да мислам дека сме на добар пат и дека имам добри дни. Да се надеваме дека е така, дека сепак и нешто добро има. Во пакет со какви други болести знае да се појави туморот на мозок? Најчесто туморите на мозок, бидејќи збориме за пациенти, рековме во 6-та и 7-та деценија, доаѓаат со повеќе болести, особено зборам во нашето поднебје. Најчесто со хипертензија, најчесто тие пациенти имаат дијабет, многу често хронична опструктивна белодробна болест, некои од нив има астма, некои од нив има да кажам претходни интервенции ортопедски, така да генерално пациентите кои што треба да се лекуваат неврохируршки се компликувани болни од повеќе аспекти. Не само од примарната дијагноза од наша страна, него и придружните дијагнози кои ги носат со себе. Затоа за нашава работа, за неврохируршкиото лекување, за неврохирургијата, се вели дека е најмултидисциплинарна. Значи работиме во цели тимови со наши колеги, значи од невролог преку рентгенолог, анестезиолог, со помош на нашите медицински сестри и физиотерапевти, за се до конечно добар резултат на крај за пациентот. Така, нам ни е многу добро познат тој ваш персонализиран пристап во секоја една област, без разлика дали станува збор за детска, некоја приказна или за возрасен човек кој што дошол на вашите врати и бара решение за својот здравствен проблем. Искра сите сме ние помалку или повеќе лоши како пациенти, нели? И никој од нас не сака да оди на лекар, но Сусед, како сме се родиле, ние сме биле пациенти, така, во болница се нашето раѓање. За среќа во болница сме ние родени, да. Без разлика што тоа било убав повод, ама пак. Така е. Така е. Еве, ја сумираме некако годинава при крај сме, што би можеле да се пофалите на вашиот оддел, што кажавте дека следните 2-3 години ќе бидат години во кои што ќе се најдат решенија и за ваквите проблематики и ги исчекуваме тие решенија за... Еве, може да се пофалиме дека нашата онколошка микроневрохирургија секогаш користи контрастни средства, тоа сега флуоресцин, со кое што лесно го обојуваме туморското ткиво и можеме да го отстраниме секој тумор во целост без при тоа да оштетиме здрав дел од мозокот. Можеме да се пофалиме дека сме во исчекување на нови две современи методи кои се надевам дека во 2024 ќе пристигнат за прв пат во нашата држава. Така да мислам дека добро напредуваме и дека ќе бидеме на располагање да им помогнеме на сите оние на кои што им треба нашата помош. Така. Јас верувам дека вистински ќе дадете се од себе како што го правите тоа и досега, затоа и нашите гледачи секогаш со нетрпение очекуваат вас и вашите колеги ве очекуваат во петоците, бидејќи си ги знаат минутите за здравствени совети. Ви благодарам многу што и ова утро бевте наш гостин.
на некоја следна тема ќе се дружиме повторно. Се надевам. Така. Благодарам на поканата. Така, срекни празници вам и на целиот тим на Ачибадем Систина Фала и ви. верувам дека и во наредната 2024 ќе се дружиме повторно и ќе им бидеме од корист и ќе ги подсетуваме гледачите дека навистина здравјето треба да не биде пред се останато. Така е. Благодарам. Се негово. Искра, што ни е следно? Да, и јас ви благодарам, докторе, секако Благодарам. Да. и вам. Што, Сузе, во поздравото значи дека ова е последен петок од оваа година, не? Јас не знам, Реков но да не сум во тек. Мислам дека и уште идниот ќе биде. Уште идниот имаме секако, но со оглед на тоа дека е последен работен ден во годината, може би на вистина Да. ќе бидат спречени Ќе ги ослободиме дојдат. докторите. Да, јас од Ќе куртазија видиме. сум должна да честитам Да, празници. навистина благодарам што секогаш сте подготвени тука со вашите совети и вие, вашите колеги, што сте на располагање на некој начин на нашите гледачи. Во секое време, фала ви.